средното училиште Кочо Рацин, број 2556, прекинато е гласањето во 08:26 часот, затоа што лице кое гласало, откако влегло зад параванот, го фотографирало и го скинало гласачкото ливче. Откога бил забележан од член на избирачкиот одбор, по барање на председателот на избирачкиот одбор, со асистенција на полиција, лицето е приведено во полициската станица Ѓорче Петров и се превземаат конкретни мерки и активности за рачистување на настанот. Гласањето е продолжено во 08:47 часот. Во врска со овој настан, извршено е фотографирање и скинење на гласачкото ливче во Скопје, во средното училиште Кочо Рацин, број 2556, прекинато е гласањето во 08:26 минути до 08:35 минути, односно лицето е приведено и се преземаат мерки за рачистување на случајот. Исто така, на избирачко место во Основно училиште Петар Здравковски Пенко во Скопје, пред започнување на гласањето, на 100 метри од гласачкото место имало испишани графити со текст "Гласајте за Дуи", пошто гласањето започнато на време, а избирачкиот одбор ќе го отфрли, односно ќе превземе мерки за отстранување на графитот. Во полициската станица Чајре е приведено лице со возило, на кое на местото на регистарските таблици испишани се пароли "Гласај за", зашто настанот го превземен од страна на Крим полиција. Исто така, примено известување дека на избирачкото место број 531/1 во село Здуње Гостивар, лице ЈС, вработен во МВР, се појавил на избирачко место во својство на контрола на политичката партија. Во Општинската изборна комисија имало решение за негово ангажирање како контролор, но откако на избирачкото место настанало проблем, истиот е отстранет и отстранувањето било нотирано во записникот. Исто така, во населба Шуторизари, диви таксисти со 14 патнички возила превезувале гласачи до избирачките места и притоа вршеле агитација. Во село Нова Колонија, во Основното училиште Петар Петрович Негош, во училишниот двор имало 3 машки лица со шалови и партиски обележја на политичка партија, кои ги пречекувале лицата што доаѓале на гласање и им сугерирале за кого да гласаат. Во населба Шуторизари, во Основното училиште Брајча Рамис, во ходникот од училиштето низ кој се оди до гласачките места, група од 5 до 6 лица на гласачките места се движеле по ходникот и сугерирале да заокружат одреден број. Исто така, од страна на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал е добиено сознание дека возило Хамер, црна боја, со регистарски таблички, во 08:30 часот било забележано во село Брест, а лицата од возилата делеле пари на граѓани. По ова, истото возило е забележано во населбата Бутел, преземени се мерки за негово откривање и рачистување комплетно на целиот настан. Исто така, лице од Хелсинскиот комитет пријавило дека на одредена улица пред избирачко место стоеле неколку лица кои нуделе пари по 1000 денари на лица од ромска националност да гласаат за одредена политичка партија.